Страшна и тажна е денеска гледката во Мариовско Чаниште, каде во вчерашниот пожар изгореа над 15 куќи и објекти. Станува збор за село ретко населено со десетина постојани жители, оддалечено околу 35 км од Прилеп, на доста непристапен терен. Огнот започнал околу 13:30 часот надвор од селото и за кратко време навлегол во него, каде што започнала вистинска драма. Жителите и денеска се во шок, дел од куќите се уште гореа. Долу имаше во чадо, значи угушени луѓе, на раце се вадеа. Брзата помош беше овдека и пожарникарите со мене помагаја, значи на раце ги вадеме жените. Системи се примаја, кислород се даваше. Во селото 14-15 куќи се изгорени во селото. Гасневме како што можеме со лопати, со вода, во тубиња од бунари, трчај ваму, трчај на покојши, гасни овде, онде. Од вчера не сме застанати, само 2 сати сме спијани и то на рати спијаме, се менуваме со деца. Страшно оганко е, како неко гори онде. Ова позади мене е жалната слика во селото Чаниште, каде што во големиот пожар изгореа 15 куќи, штали и други помали објекти. Огнот во селото влегол точно од ова место и се ширил низ населеното место со огромна брзина поради сувата трева и густата вегетација. За среќа нема повредени ниту жртви, а дополнителна опасност за жителите, освен огнот, представувале и гранатите од Првата светска војна, чии што експлозии се слушале за целото време додека горел огнот во и надвор од селото. Од ТПП Прилеп реагирали итно со 4 возила и 12 пожарникари, но далечината си го направила своето. Од Прилеп до тука има скоро 1 час само возење. Пожарот сега е надвор од селото, но се уште гори поделен во 2 крака. Иако вчера била побарана и воздушна поддршка, истата не била испратена од Дирекцијата за заштита и спасување. Пожар уште трајно е ликвидиран, значи е локализиран далеку од селото, но опасност постои, значи да се врати во правец на селото, меѓутоа ние сме тука сега на ниво на задачата. И сега еден крак се движи према река Црна, према Расимбегов мост и манастирот Свети Ѓорѓие ми се чини, што е таму на тој дел, а еден крак се движи према Битолската страна, мислам дека и поминат на територијата на соседната општина Битола, меѓутоа тој крак, јас уште синојче кога бев овдека, значи до 23 часот бев негдека, кажав дека тој крак постои опасност повторно да се врати назад и повторно да се врати овдека на овој дел. Ве молам, бидете предпазливи, реагирајте кај надлежните институции во полицијата, во противпожарната единица, ако видите движење на непознати лица во околината на Прилеп, во населените места, за што е можно побрзо да се интервенира. Екипите остануваат на терен, а исто така се повикуваат и доброволци кои што сакаат да помогнат во справувањето со огнот, кој што има потенцијал да стане најголемиот пожар оваа сезона. За Сител, Дарко Штарговски.